Само 4 поени предност за МЗТ Скопје, има плюс 12. Мијајловиќ е на линијата за слободни фрлања. 4 поени е предноста за МЗТ Скопје и натаму се под своја контрола имаат гостите од Скопје, но двете промашени слободни фрлања на Стојановски, тројката на Соколов ги разбудија надежите кај Рајковиќ и неговите кошаркари. Игор Мијајловиќ. 20 поен за Мијајловиќ. 73-78. Два пати прецизен Мијајловиќ, убиецот на Фени во последната четвртина. 12 поени за Игор Мијајловиќ во последните 10 минути. Тајмаут за Емил Рајковиќ, тренерот на Фени Индустри. 6 поени предност за МЗТ, 2 напада. Двете екипи излезени од бонус. Ова е напад кој Фени Индустри мора брзо да го заврши со поени. Јасно е дека голем дел од работите Фени Индустри прокоцка во втората четвртина, па и во првата, кога контролираше се во видните 5 минути, кога дојдоа до 17-2, ја добија таа четвртина со само 7 поени предност. Во вторите 10 минути едносмерно мина МЗТ Скопје. 12-26. Сега се обидува да се врати во игра, очајно се обидува да се врати од игра актуелниот првак. Ја бара сламката за спас. Соколов па Самарџиев. Мора да поентира, вади за Лилов, Радуловиќ. Обид за 3, не погодува Радуловиќ. Топката е кај Грнчаров, па Вучуровиќ. Забивање, 6 секунди до крајот и се е јасно. МЗТ Скопје прв пат во својата историја ја слави шампионската титула. 4-1 во финалната серија против Фени Индустри. 73 за Фени, 81 за МЗТ Скопје. МЗТ Скопје во седмиот финален надпревар доаѓа до првата титула. Еве го последниот поен на Никола Вучуровиќ. На крајот треба да се признае дека беа подобар противник од Фени Индустри. Славија во сите надпревари против Фени, освен во предпоследниот во салата Јасмин. И тоа славеа на убедлив начин. МЗТ Скопје освојувач на двојната круна во македонската кошарка. Фени Индустри загуби во финалето од купот, загуби и во плейоф, финалната пресметка против МЗТ Скопје. Но многу работи во македонската кошарка. Фени Индустри ги постави на здрав темел. Апсолутно тимот на Емил Рајковиќ заслужува секаков респект. На сите им е јасно дека Фени Индустри високо ја крена летвичката минатата сезона, кога триумфираше и дома и во Балканската Библ лига. Потешко е да се одбрани отколку да се освои. Тоа за наредната сезона веројатно ќе им биде цел и на МЗТ Скопје, ќе биде дел и од Јадранската лига. Има добар состав во наши рамки, но се ќе биде поинаку идната година кога ќе го брана трофеот во македонската кошарка и во купот, и кога ќе бидат дел од Јадранската лига.
и надпреварите против гигантите од типот на Партизан, Цибона, Цедевита. Еве го моментот за историјата на МЗТ Скопје. За жал, надпреварот се игра без публика. И на некој начин се однесуваат кошаркарите на МЗТ Скопје како да го поминале ова многу пати, како да не им е прв пат, како да е очекувано. Да, меѓутоа на крајот со многу пот дојдоа до овој трофеј. Тука е председателот на Македонската кошаркарска федерација Даниел Димевски, дел од управниот одбор на МКФ, нашата кошаркарска легенда Врбица Стефанов. Шампионскиот трофеј во рацете на капитенот на МЗТ Скопје Тони Грнчаров. Има големо славје низ улиците на населбата Аеродром вечерва. Овие 12 кошаркари: Огнен Стојановски, Игор Мијајловиќ, Никола Вучуровиќ, Ѓорги Кочов, Тодор Гечевски, Александар Штериов, Тони Грнчаров, Ѓорги Чековски, Игор Пенов, Кеј Дејвис, Ноа Далман и Никола Гајдаджиев има возможија најпосле момент за уживање на навивачите на МЗТ Скопје. Еве го Емил Рајковиќ, заедно со Горан Самарџиев, капитенот на Фени Индустри. Медалите за Фени Индустри, за капитенот Горан Самарџиев. Апсолутно заслужуваат честитка и за начинот на кој ја одигра оваа сезона. Фрај Соколов, Брчков, Николов, Радуловиќ, Кнежевиќ, Маријан Ѓуров, Кирил Николовски, Златко Гоцевски, Горан Самарџиев и Иван Лилов. Прашање е дали овој тим со овој кадар ќе остане и наредната сезона, на некој начин доаѓа и до презаситување. Освоја 3 шампионски титули, 2 пати во купот. Стана прва македонска екипа која освоила балканско надпреварување. Финалето лани во Јасмин, победата во Библ лигата. И ова е
моментот кој синиот дел од Скопје го чека 20 години. Медалите за најдобрите во македонската кошарка за сезоната 2011-2012. Првак е МЗТ Скопје. Капитенот Тони Грнчаров. Игор Пенов, Никола Вучурович, Штериов, Мијајлович, Кеј Дейвис, Георги Чековски, Огнен Стојановски, Ноа Далман, Гајдаджиев, Тодор Гечевски и Георги Кочов. Ја освоија шампионската титула 4-1 во финалната серија против Фени Индустри. Го гледаме и Диме Костадинов, Горска еден од најголемите пријатели на македонската кошарка, заедно со Врбица Стефанов, со Даниел Димевски ги доделуваат медалите за најдобрите во нашата кошарка. Едно име, еден лик е над сите во нашето кошаркарско небо. Тодор Гечевски покажа колку може да биде влијателен, колку може да му даде победнички импулс на еден тим. На неверојатен начин со Тодор Гечевски во тимот се крена МЗТ Скопје. Најкорисен во финалето од купот и веројатно MVP на целата финална серија против Фени Индустри. Врбица Стефанов, кој го додели признанието за најкорисниот во финалето, за Тодор Гечевски, апсолутниот господ.